Денеска во Диетално максимално ќе гледате 2 месеци труд, пот, дисциплина и нови навики. Конечно, дојде моментот на вистината. Во новото издание на Диетално максимално, тренерот Еми ќе ги измери резултатите на нашите храбри учеснички од екипата на Максимално, на Ивана, Бети и Марија. Што ќе покаже метрото, а што вагата? Колку сантиметри се стопени, а колку килограми останале зад нив? И уште поважно, колку се променети физички, но и психички, откако ја започнаа својата нова животна приказна. Следува мирење, полно со емоции, изненадување и мотивација, која ќе ви инспирира и вас. Не пропуштајте Диетално максимално. Денеска, каде што секој килограм помалку е чекор кон подобро и посреќно утро. Денес имавме мало изненадување за нашите лавици, односно за нашите кандидатки на Диетално максимално сезона 3. Овој пат изненадувањето беше наместо во Синерџи, денеска во кугланата Борис Трајковски ќе ги мериме и ќе видиме каде стигнале со нивната цел. Овој пат ќе го започнеме, односно ќе го скршиме мразот со Марија. Марија премногу си зафатена периодов со патувања, со работа, со вежбање, се. Напорно ти беше оваа недела и претходната? Па беше напорно, но се стига, секога се сака. Токму така. Може ли да започнеме? Може. Повели? Ајде, Маце. Застани на вагата, стои мирна, исправи се убаво. 75,1 килограм. Може? Ајде, Маце. 75, чека Марија да те најдам. Еден килограм. Супер. Застани си најубаво пред мене. Така. Упс. Почна трема да ме фаќа. Исправи се убаво. Браво. 94 сантиметри. Претходно си била 97, сега си 94. Одиме на стомакот. Може ли, Маце, ово малце да ти го одврзам мајчево? Ето така, спушти си го најнормално или крени си го. Супер. Крени ја мајчката. Браво, Марија, 101 сантим. Одиме сега на задникот. Да провериме, да се осигураме како се тоа идело претходно. Како ти е со режимот на Клаудија? Добро. Се снаоѓаш добро? Да. Бидејќи често знаеш да патуваш со твојот камион. Спремам Дали се храна во снаоѓаш? петок за цел викенд. Браво, супер. 112 сантиметри. И тука си доста симната за овој втор месец. Браво, Марија. Одиме на бутовите. Застане си, Марија, најнормално. ,59 сантиметри десната нога. Со оваа имаше проблем, Марија, така? Да. 60,5 сантиметри левата. Значи се израмнува веќе. 59 рековме, така? Со 60. Запирка 5 сантиметри. И тука си доста симната, можам да те пофалам дека секој месец како поминува, дури по 10 сантима. Значи пешачењето и надвор и возењето. И вежбањето со тебе. Супер. Значи. Дали вежбите ти одговараат? Одлично. Супер, баш ми е мило. Одиме сега последно нешто, тоа се рацете. Со десната рака имаш проблем, спушти ја долу, Маце. Така, најнормално. Можеш да ја исправиш надолу, како и секогаш. 28 сантиметри.
камерманите да фатат убаво све. Спушти ја долу. 27 сантиметри. 28 и 27. 28 и 27 сантиметри. Супер, маца. Овој месец прекрасно. Така да продолжиш до крајот. Следна која што сакам денеска да ја измерам, тоа е Ивана. Ивана, спремна ли си? Спремна. Ајде. Ајде. Може? 113, точно. 13 ми е среќен број. Навистина. Спушти се од вагата. Каде баксус? Како беше? 135, не, 35 години и како кажа на почетокот 135 кила. и 135 кила. Тоа Да. ти беше пред шоуто, машеви. а започна со 126 килограми на почетокот. Да. Сега си 113. Да. Супер. Застани напред да те измерам пред вагата. Нема да ми ја газиш, те молам. Одиме да видиме за овие месец дена што си направила. Застани убаво, спушти ги рацете најнормално. 107,5 сантиметри. Супер. Одиме на стомакот. Сто 13,5 сантиметри. Супер. Застани си убаво. Најнормално собери ги малку нозете. Така, одиме сега на задникот. Душичка отиди тој. Малку подкрени ја маичката. Ете така. 123 сантиметри. Браво. Одиме сега на ботовите. 64,5 десната. Одиме сега на левата нога. Застани убаво. Така. 62,5. Повторно тука негдека си 64,5 и 62,5. Мораме да работиме повторно на нозете, пак да ги изедначиме. Така на почетокот беше Ивана, нели левата и десната се разликуваа скоро 3 сантиметри, па ги изедначивме. Плюс минус 2 сантиметри, сега повторно се тука негдека, сантим и пол разлика се десната и левата, значи одиме до крај на шоуто да бидат еднакви. Ете така. Спушти ја слободна раката. Слободно, пушти си. Така. 27 сантиметри. И рацете баја ги ти ја слабеле. Работиме со нив. 27. Супер. Супер, Иванче. Следна која што сакам да ја повикам, тоа е Бети, нашиот стилист, фризер кој што не средува секогаш пред ваквите снимања. И така и денеска. Здраво, Бетка. Дали си добро? Супер. Дали си спремна денеска за оваа вага? Секогаш спремна. Сигурна си? Да. Ај размислимаш. Размислувам. Сигурна сум. Сигурна? И па треба ли да видиме резултати дали имам или немам? Дали мислиш дека имаш резултати? Па овој мислам дека имам. пат? Дали си се потрудила со исхраната на Клудија? Со се и со твоето вежбање и со... За вежбањето да, си знам Да. јас. Али со пешачењето секој е чест. Да. Пешачиш? Се што од е кажано, Синерџи до направено, дома. може не 100%, ама 90-95% се Па добро, трудиме. ама имаш многу поголемо подобрување од почетокот. Да. Како викаше Дани, брписот дека и се најтешки, мислам дека на крај вас ќе ви бидат најлесни. Така е. Повели на вагата да те Ајде, видиме Емча. кај си. 85,8 килограми. Браво. Идеме надоле. Идемо. 85,8 килограм. Ајде. Ова со литри дека Ја зборевме утнав надоле. винце со пење, со јадење. Повели. Ајде. Одиме прво градите, да видиме
каде сме, што сме направиле, колку сме извежбале. 97 сантиметри. Не диши. Супер. Што најмногу ти е најтешко да вежбаш уствари во Синерчи? Па не Од ми е. вежбите кои што сум ти ги задала до сега. Спушти си ги рацете Па на едно. малци имам проблеми со левата рака кога работиме нешто со поголема тежина, али се 102 сантиметри на али стомакот. се трудам колку што можам, давам максимум да си го направам тоа. Само тоа ми е проблем. Добро, работата која што работиш, во принцип работиш најмногу со десната рака. Да. Фенот, четката, ножиците. Па да, верувам дека и од тоа имам проблем со левата рака. Добро. Застане си убаво. Ето така. 107 сантиметри. Браво. Супер. Сега на почетокот, вака ќе кажам, мислам, иако не ни е почеток, задниците не ви се така големи како што ви беа. Битно е да се ослабне, па потоа ќе работиме на нив, нели, сексуљаво. Како викаат сите жени кои што доаѓаат да вежбаат повеќе задник нозе, а мажите горен дел. Тоа не можам да го разберам. 60 сантиметри десната нога. ...59 левата. Па добро си задначила. Да. И тоа и ни беше целта последниот пат. Претходниот пат десната ти беше 64,5. Само 4 санти ми беа. Да, беа многу голема разлика, сега ти се скоро изедначени. Супер, со тоа што имаме подобрување во левата нога, тоа е добро, не застануваме тука, тука продолжуваме па натаму за да видиме, нели, тоа што сме замислиле да успееме. Повели, спушти ја сама раката долу. Слободно. 27 сантиметри десната. Спушти долу. 26,5 левата. 27 и 26,5 сантиметри. Супер! И килограмите одат по полека, но сигурно. Интересно. Добре дојдовте во ова ново вторнично дружење полно со изненадување. На падините на водна на учесничките им направивме едно големо изненадување. Клаудија, директно од Палма де Мајорка, дојде на водно токму на сетот на снимање. Следуваше големо изненадување на Бејте, Вики, Ивана, Марија, Светле и на Јана. Тата ти ќутиш! Ова е преубаво изненадување. Леле! Одлучиме само. Ова се вика со се... Еј! Не изненади, убаво. А ние ја прашуваме, ќе дојдеш? Не, имам работа, нешто вака. Зошто дојде денес? А, затоа. Тоа ја немаше вчера, да. Изгрешила што Добро дојде. Добро да најде. Видиме за... Да не на твоето бешба. Не би има микрофон, ја викам, оваме. Добро има. Види ја како и таа спортски облечена. Ова нема да иде во емисија. Ќе оди. Ова нема да иде во емисија. Зошто не? Како бе ќе оди? Да се облечам у мајца, житица, почита дека дојде. Ти како ја слече така мајцата? Со раце. Не да ќе вежбат и пешачите. Држте сега кардио ќе работите. Кажи како. Ле. Ја што те крием цело време тука. Јајца носиме на плюс 32 степени. Како сум да криела? Сме дисциплинирани, Клаудија.
Добре ми дојде. Добро најдев. Добре за Како се мислите? Предобро. Топ, супер. Јас сме да вежбам, јас сум спремна за све. Шофер Марија е наред. Ајде, Клаудија. Добар ден. Добар ден. Како ти се свиѓаше изненадењето? Па бога ми многу не изненади. Да? А морам да ти кажам и ти мене. Најмалку што очекувавме да те видиме тебе тука. Наводно, а? Да. У Скопје. Наводно. И ти си ме изненадала, Марија. Да. Позитивно. Тоа Позитивно, е добро. позитивно. Како се осеќаш? Добро. Одлично се осеќам. Све окей? Значи, да. Супер. Те боли Поподвижно. нешто? Не. Имаш некои болки, нешто Немам некои? болки, се ако претерам, например, во движење на рака, на нога. Ама си внимавам да биде се во граница. Кардио се прави? Се прави кардио. Да? Како и да е, на некој начин кардио Добро. оди. И ночни и дени. Да, да. Дански, што се викат. Кога Добро. одиме ноќе, кога? Супер, супер. Ти кажи ми малку што е сега со исхрана. Како ти мислиш дека е правилно да се храниш? 3 пута на ден, 2 пута на ден или 5 пута на ден? 5, па понекогаш и 6 пати на ден. Зашто? Па зависно од тоа кога сум станала, не. А, Некогаш и 10 пати во ден. Ако сум во камиони возам, ќе јадам 10. тоа е добро. Ти возиш камион. И ти мене ми се јави затоа што нема да спиеш, така? Да. И што беше тоа? Па ти се јавив, одам на пат, треба да возам ноќта. Утрото сум станала од 6 саца вајле и треба да продолжам да јадам, нели? И што ти реков? Да има ужинка по оброк на секој 3 часа додека сум будна. И ти Утре што, дента? и ти што мислеше ти дека сум ја лударна? Не. А? Не, јас по цел концепт на исхраната и како оди се, сватив дека уствари ќе биде така и веќе замислив во себе дека треба да имам, да речеме, ужинка, па треба да имам ручек, па треба да имам пак ужинка. И така терав. Добро, а кажи ми, тие болести ти што ги има сите, дали е тоа иде на болje, на подобро, затоа што ти со движење имаше проблеми? Мислиш дека тоа има врска со твојата килажа поретходно? Ногата ми беше таква од собраќајката. Значи и раката ми е се уште таква. Колку би се опоравила раката, не знам, затоа што нерви има оштетени. Рбетот не ми дозволува стомачни правење, значи самите плочки што се вградени. Некои работи ќе останат на тоа, но затоа се движам, можам да пешачам повеќе. Сега можам и да поттрчам малце, што порано не можев. Значи ни да одам добро. Кажи ми колку кила сме отишла доле? Од првата вага што ја имам пратено кај тебе 20 кг. 20 кила. Знаеш ти колку се 20 кила на вага? Но, Да земеш 20 тоа е кила едно месо? дете од второ оделение. Да, Мислам. да. Да. Тачно. И од трето оделение исто. Тачно, значи Јас тоа е не сум до толку задоволна затоа што мислев дека можеби минатата недела можев повеќе да вложам во себе. Но самите обврски, возењето и се, и што си по 20 и нешто сати будени на волан, значи не дозволува да направиш и кардио и некогаш тоа е... Ама добро ми е тоа што викаш. Јас мислам дека можев више, затоа што ти веќе осекуваш дека ти можеш више ако се прави тачно како што треба да се прави, идат килограмите доле. Да. Значи, ти сега не си особа која сумња у тебе. Не. Ти можеш да кажеш, јас знам дека ја можам и јас знам како можам ја да ги скинам моите килограми. Нели? Што претhodно можа. Сум пробала ова, сум пробала она и не можев и не знам тија што. Виш како и ти можеш? Може. Кога човек знае што треба јаде и што треба да прави, што треба да тренира, Да. све може. Може се. Нели? Како ќе иде медалје? Што мислиш ти? Ќе остане ова? Ова мора да остане. Значи, нема сакам или не сакам или, значи ова мора да остане. И така и дали да радиш и да правиш, затоа што има тука уште малку да се работи. Па не уште малку, уште едни добри 15-20 кг. Идеме на тоа. Значи. Идеме на тоа. Уште толку колку што сме симнали. Фала ти за Фала ове 2 на месеца. упорноста и на онаа строгост, Бога ми. Тоа не е строгост, мислам. Тоа е начин на работа.
нели? Тачно. И ти и Еми како работи, значи и она доколку тоа не би го барала од нас, немало да успее. Тачно. Без разлика јас дали можам на висок степер, она бара мал степер, ама има да се качиш. Тачно. Да. И така и дале да работиш на себе. Да. И така и ти ќе се чувствуваш поубаво, подобро, поздраво, поенергично. Нема да станеш пеперутка доколку гасеницата не ја убиеш во себе. Тачно така. Фала ти пуно и Фала идеме на тебе, дајме Клудија. газ. Сигурно. Кожувчанка, твојата омилена минерална вода. Природна и освежителна, сега со неодоливи вкусови. Кожувчанка Велнес со природна арома на портокал и ѓумбир. Кожувчанка Актив со додаток од гуарана и женшен. Сите потребни витамини. Во ново, поинакво задоволство. Од Кожувчанка. Биотек поликлиника. Врвен медицински тим. Современа диагностика. Брза и професионална услуга. Доварба и квалитет на едно место. Вашето здравје заслужува најдобро. Во центарот на градот, студио Кат & Кат. Твојата природна изворска вода во умна амбалажа. Таа е 100% рециклирачка. Мислиме на природата, на иднината, мислиме на тебе. Изворска. Уште чекаш? Не ти е досадно? Уморна сум. Јас сум уморна. Уште колку имаш? Уште две. Двете, ама најјаките две за крај. О, Бетка била тука. Вие не ме гледате мене. Па си ја славела, видите, снема. А замислиш уште 20 кила кога ќе ославам. Здраво, Бети! Здраво, Како Клудија. си ви? Супер, одлично. Вие како сте? Добри. Така Малку и треба. уморни, ама добри. Ќе се одморите. Да. Малце да не видите, малку па ми ќе беше се одморите. важно, малку со вас да сум. Така. Бети, Баш кажи ми е ми... мило. И мене исто. Бети, кажи ми, првите месец и пол. Добро. Како се чувствуваше, како го свати све ова, како... Ако се сеќавате, јас уште на првото интервју со вас, значи јас познат ми е овој начин на исхрана, не ми е прв пат и ви кажав дека јас кога правам нешто, правам сериозно. И тоа што сум си го кажала, сум си го практикувала. Ај пак ќе речам искрено, не 100%, ама 95% да. Тие 5% не у смисол дека сум јадала глупости, него сум знаела, не знам, еве, вчера ми се случи, не ми беше добро, ја преспав ужинката и вечерата. Нема лажење. Ама тоа било многу малце оброци да ги прескокнам, например. У тој поглед. Тие 5% ги ставам. Иначе другото, како сте ни кажале, така сум правела искрено. Како си ме доживела ти мене? Ја пак ќе речам, јас кога правам нешто правам и искрена бев и со вас на самиот почеток кога бевме на ручек, мислам дека разговаравме. И чим сум се одлучила за нешто вакво, нема логика да не ве слушаме, тебе и Еми, нели? Има некои нови ствари што се научила? Мислиш во врска со исхраната или општо со све? Па пак ќе речам, јас сум го сакала од секојаш овој живот. Еве ми фалело некој како вас. Значи тоа да ме научи на правиот начин јас како да го живеам тој живот. Начинот на исхрана, редот на јадењата. У тој поглед, например, ми фалело некој да ме води во оваа борба, искрено. Ти е тешко да готвиш јадењата? Не ми е тешко затоа што прво искрено уште на првото интервју, мислам кога уште не знаев дека сум примена во емисијата, тоа го кажав на Анкица баш, најстрашно ми било нешто со нутриционист.
во кој поглед сум била на нутриционист, ама тоа посебното готвење. Сега тие посебни готвења биле долги, бавни. Сега тоа малце ми исплаче, искрено ве кажувам. Ама кога видов што имам на мените и кога почнав првите денови да ги приготвувам, да готвам посебно за разлика од мојата фамилија, ама тоа се многу брзи оброци. Тоа ми е убаво искрено. Може да се стигне. Да. Гладна си? Па не, искрено да, сум имала, не кажувам некои кризи до сега, али што ми е најчудно, сум имала не кризи на благо што сум имала претходно, него кризи на соляно. Зашто не знам, може вие знаете, ќе ми кажете, ама јас сум имала кризи на соляна. Зашто си јала многу сол претходно? Па, глед за разлика од сега што не јадам ич, да, а иначе главала стварно не сум несувала многу сол во мене. И ми прија што не јадам искрено сол и вегета, зашто јас имав проблеми многу со отоци. Сега приметувам дека ги немам тие отоци, значи на целото тело, од кој што од лицата буквално до стапалата сум ги имала многу. Да. Ти многу отидев. Да. Се издува. Тоа е тоа валјда што сум го имала отокот плюс на мене. Да, се издува доста. Задоволна си? До сега искрено јас лично сум задоволна, а дали е таман, тоа треба вие да кажете. Не, јас сум задоволна, не е таман. Јас сум си презадоволна искрено. Јас сум задоволна со тебе затоа што гледам дека сакаш. Имавме пар ситуации каде малку беше даун. Због других неких ствари се така. Нема везе, ама видиш како човек кога здраво се храни, што викаат здрав живот, здрав дух. Да, така си е. И па како викаат здравето доаѓа од внатра. Од внутра. Да. И тоа исто, таа позитива исто даваме на други после. Да, така си, управо сте. И пошто ти си една особа што си позитивна, баш ти стои таа позитивност. Ова не со вас, може и на вас сум ви кажала, знам дека со Еми го имам зборено. Ја од секој сум се осеќала не дебела особа, значи, ајде пак ја речам послаба особа, физички активна и мене ова баш ми дојде ко добро дошло, ти и Еми сте ми добро дошле во мојот живот. Искрено. Видиш како е убаво тоа. Тоа е многу убаво. И тоа е моето, ништо не е случајно во животот. Така да држи се и дале на тоа све, учи и понатака учи, имаме уште доста време. Да. За овој месец што имаме уште време. Учи се све, ако треба се прашува, прашај, да ти остане тоа овде, затоа сите прашања. Па да, тоа ви кажав на почетокот, мене ми требало некој како вас да ми покаже што понатаму, нели, еве, емисијата трае толку време, период, окей, ќе гуркаме, ама што понатаму со нашиот живот, нели? Не е само период. Ајде пак речам, ако не 100%, барем 80% да се придржуваме кон како треба да се храниме реално. Да. Не се секира све ке научиш ти. До сега неам гаеле, па се надевам. И после нас исто ке биде тоа секако. Сама си реков на себе, ова ми е последна шанса. Најбоља, да. Што викаат. Ви благодарам, Бети. Фала ти, Клаудија, на одвоеното време со нас. Идеме до крај и Идеме. уште едно 10-15 кила да бидат. Се надевам. Овој месец. Јас се трудам колку што можам, и да вежбам, и да пешачам, и пазам на исхраната. До сега пак речам, мислам дека е доволно. Уште колку ќе стигнеме до крај, ќе видиме. Колку си имавме до сега? До сега 16,5. 16,5 кила. Да. Добро, јас еве, може ова не е битно за емисијата, ама јас еве пред да ме одберат за оваа емисија, имав сама почнато некој режим на исхрана едно 2-3 недели. Јас и претходно имав симнато 4-4,5 кила. Така да мене па ми се фатила малце повеќе на килажа. Да. Ама убаво е тоа, тој број е 100. Да. Не може да кажеш, па еве 4 кила. Да. Океј, 16, тоа е веќе бројка. Така. Нели? Тоа тука е веќе и упорност, и труд, и све. Па, исто пак ја речам на самиот почеток, за себе си кажувам, мене многу ми фалело поддршката од вас како стручни луѓе, вас за исхрана, Еми за вежбање и поддршката од девојките у групата, што ќе јадеме, што ќе пиеме, не знам, имам ова, имам тоа. У тој поглед, мене за себе си кажувам, мене многу ми е битно исхрана тоа во живот. Да, нели понатаму во емисијата ја нема да бидам со сите, мислам физички, али пак мислам дека
ќе си се гуркаме и понатаму заедно. И од ваша страна, и ние самите со себе. Виж дека е убаво кога има една група и сите прават исто, нели, за нешто. Баре мене ми е голема мотивација. Наравно дека е. Да. Друга е сам во некоја борба, друга со луѓе како тебе. Фала ти. Фала ти, Клудија, и над вас.